Кај монахи овојдов јас, и јас имам подвоено конјче бело, и шетав во сабота и во празници во недела со конјчето, а истовремено и монахи шеташе со неговата кобила која се викаше Фро. Таа кошташе 250 на првони, беше купена од еден гроф италијански од Албанија, не се имаше купено. И шетаме заедно и тој ме задевна, виде така дека сум некако пристоен за работата негова, ме бендиса. И еден ден го прашва татко ми мој, вели, слушај, рече, Јоване, што работи син ти, учи сколија? За што сколија франска? Кај ќе оклеш на работа во франска? Тука нема рече таква работа. Да учи некој друга сколија може, франска сколија, зашто мој не? И татко ме ден, како ручавме, вели, слушај, синко, монахи, рече, паднаме на разговор, те бара да те земи за чирак, да ќе му кламе на златна Белегзија, да го научи занат фотографски. Јас кога рече татко ми така се насмеав и ми дојде пријатно затоа што ми текна ќе јавјавам кобилата. И така ступив кај него као чирак 1922 година. Сега, јас пошто бев 13 години кај монахи и луѓето не знаат дека кој сум. И кога врвам, и уште ден денес има луѓе, монахи ќе ми викнат. И сите монахи не знаат као монахи. Сега се афирмирав јас. Јас се викам Михајло Зега, најстариот фотограф на Битола. Кога врвам сега низ улици, сите ми вика, еве енциклопедијата, живата историја. Ова е не бев роден јас тога. Ова е следе дедо ми преседник на ЕСНАФ на трговците. А сликата остана вечно. Сликата остана вечно. Човекот ќе умри, фотографиите си остана за цел век. Битола беше многу голем град. Меѓу едните од најголемите во Југославија. Битола броеше во Турско 100.000 становници, од кои 90.000 становници беа граѓани, а 10.000 имаше војска. По градот се гледаше, пошто беше голем, имаше 5-6 хотели. Хотел Балкан, хотел Шарк-хотел се викаше, хотел Ројал, хотел Синдагма, хотел Корча и хотел Београд. Тоа беше на Стара Даринка, хотел од Београд беше додетата, а тај беше иначе по пореклом Битолчанка. А исто во Битола, колку овие хотелите што беа, имаше околу 2-30 ханови. Мисир хан, Шатрван хан, Пипер хан, Дебраши хан, Хичевски хан, Велуши хан, на сите села имаше Мориовски така натаму. Во овој ханов, што е Мисир хан, тука беше најголемиот хан тој, идеа каравани од Албанија со камили. Оттаму носеа стока, носеа масло во мешиња, немаше тога туби и канти такви работи, носеа во мешиња кожни од овци, сирење, биено, изварка, такви работи. А оттука од Битола земаја налчиња за коњите, бруќе, баспи, такви работи. Ова е овски пазар. Овде се продаваше овци, а во петок идеа тука жените продаваа лук, кроми, таква работа, кроми до тука наместо лукчината, гледа, сланги дека се имаше ад пазар, овски пазар, ленски пазар, дрвен пазар, житни пазар, пекмес пазар, граф пазар, бит пазар се викаше Вошкин пазар. Оти продаваа фет фијалиша таму и од Вошки пазар го викаа. Пекмесата беше на чаршија, што тоа беше као за акчилници најмногу. И имаа направени као наместо шпориња со фингој, лавеа тенџериња, вареа манџа со ќумур. Со бамњи, со прас, со компери, со такви работи. Имаше некои 10 на 2000 такви натка. Поред акчилниците имаше кафе печеа, кафе толчеа турци во дибеци со железо. После имаше тука шнајдери, садчии, берберници имаше. Боза, сале продаваја тука, лимонади. Ова е мајка ми, као чупа. Таму имаше мода, некој сега се шува да лише. Едно крпче ќе гледаш, ами е тука мода. Тоа е баба ми, мајка ми и татко ми. Во Битола имаше многу дуќани
Во тие дуќани имаше најскапоценна роба. Специјално во Безистено што беше, тој и денес постои Безистено, голем имаше некои 30-40 дуќани појки. Натре имаше стофови енглески и така натаму. И најскапоценниши од можеше. Тука иде бегоите, безичите и најголемите трговци што беа купуваа од тие стоки. Овде сум као чирак, кај манаќи, кај ши местев излозите. Ете си убав дечко бев. Кога ступив као чирак кај браќата монахи, имаа тие излози огромни и на пред железната порта имаше две пенџери, обесени тие излозите беа тешки со џамови, имаше стрики натре и секој сабаља требаше да бесам на тие железата за да правиме реклама да гледа луѓето. Меѓутоа беа тешки, не може многу и Каршија со мене тога беше дојден во 1922 година еден учител Радко Жули се викаше, со една брада исто као Ленин, кашкета исто као Ленин носеше. Еден гост имаше као зет што бил некогаш, извал канцелија само флеки, едни чели имаше војнички без чорапи со врвци од кожа. Еден бастон имаше, пошто не му дава да има оружје, имаше еден бастон колку раката моја вака, тоа му беше хладно оружје. И кога ме гледа сабали дока кревав тие излозите, тој му беше тешко, идеше да ме види. Šta je, sinko, šta radiš? Ето, диже му излоги мене. И ти му викнеш, ало, браќа монајки, šta оставljate ovog дечака овде да се мучи овако. И ќе им поможе да клајме излозите. И тој полека почна да ме гали, синко мој, пази во мамоле, че ти си дечак, треба да се организираш, ти да будеш овако, онако. Слушај, сине мој, дали ќе ти желете да дојдеш, вели, код Соколане, кај што е сега физкултурни дом Соколане беше, да вас научим едно лепо српско песмо. И ме интересира сабота, рече, ако сега, ама тој ојде кај сите шегарте низ Битола и организира и кога сабота се собраме таму некои 2-30 деца и гледам сите мои другари, калфи, кој до Грамаджи, кој Шнајдер и така натаму, и почна да не врбува. И почна да не учи таа песната, предходно сам имам кучом, за којом сам жудио, да ти кажем невернице, Бог ти зато судио. Живела комунистичка партија. А ние не знаеме што е. Па викни да живела, и не живела. Доле буржуазија, доле буржуазија. По едно време почне да ни зрно по зрно погача, камен по камен палача, капка по капка езеро. Ој радениче, мучениче, цело свет на тебе чека спас. Ние пееше ова песна. И од кога не организира 2-3 месеци вака со ред, и не земаше сите чираци во сабота, и правиме демонстрација од кај со физкултурниот дом, све низ цела Битола. Ќе дојме пред хотел Босна, кај што беше тука, кај што е театарот. Тука се ише председникот на судот, началникот на полицијата, благајникот на Народна банка, порезници, граѓани и така натаму. И сабота пија кафе, тие пиво и овој ќе тропнеше со бастуно, дела деца моја да запевам ову песну. И ќе почнеме да запеваме, претварам се во кучон се и викаме доле буржуазија, доле, само не викаме доле краљи, така натаму. А истовремено во Битола имаше 3 странски банки. Тие банки се вика едната Банк Отоман, Банк Салоник и Банк Ориент. Тие банки тога работеа со валута злато и сребро. Немаше тога новчаници книжи. И тука се збора неколку јазици, од кои француски, енглески, грчки, влашки и така натаму. Сега во Битола истовремено, пошто беше голем град, имаше и 10 конзулати, 2 подконзулати беа, од кои енглески, француски, италијански, аустријски, германски, руски, црногорски, имаше српски и така натаму. Од тие конзулати што беа, сите имаа своји гавази конзулите. Беа облечени во бечви, имаа појаси, во појасите има пиштоли носеа, со фесои беа тие гавазите беа обично турци или шиптари, и сите во фесоите има кокардата на конзулатите што има, на државата од конзулатите што. Тие конзули си работа своја, што си има политичка работа. Меѓутоа имаше во Битола една кафана Терпсис, огромна кај што рускиот споменик, тука одма до куќата моја, и тука имаше, се пиеше михелско пиво. Тука беше во вид на Европа, да. Во истата кафана имаше 2 тенис плача,
конзулите играат тука, сите со конзулите заедно седеа, другите посматра, ќе играат парои. Австрискиот со италијанскиот, енглескиот со францускиот, и кој ќе изгубеше од тоа такмичењето, вечерта даваше банкет во конзулатот. Пошто сакаа да има спомени беа луѓето со висока култура и го викаа Манахи снимаше тога немаше блиц лампи. Имаше жица магнезиум или прашак во едни кесења, ќе запалеше со спирто и експлодира тие, тога се правише светло собрано. А најпоќе имаме жица е врзана од едната страна на другата, ќе запалија со кибрид и ќе осветлеше и ќе се сликаа групи конзулиците со конзулите сите. Сега во ателието кога бев, натре беше многу тешка работата, затоа што тога немаме електрично осветление, се работеше на газ лампа. И тога немаше филмови како сега, него беа само плочи од 9-12, 10-15, 13-18, 18-24. Имаме две големи тасни колку масата и тие ќе измиеме сабот, кога ќе сликаме неделата навечер мораме да измиеме тие плочите и ќе клаја во вода и во 12 сати ќе замрзне, ќе дојде, мора да станам јас, да издам, тие се спија газите и ќе дојде ќе да вадиме на инсталажи и клаваме да биде суви, така во понеделникот да почне да се ретушира и да работиме. Копирањето беше многу примитивно, една кабина мала направена од метро и пол на метро и пол со картони, мангалче тука низ печка, ништо. И се копираше на газ лампа со едни харти тамо, една слика требаше многу време да се изгуби. По едни пати кога немаше такава хартија, употребljavаме настан се правиме цитрат се викаат тие слики. Беше многу тешка работа. Лентата ми работи некако лафранка, јас не знам. Сликите уште поќе затоа што имам контакт со многу луѓе, со многу познати, со кралови, со генерали, Франше Депере, Пол Ерио, Краљ Александар, Клајца Маре, сум ручал со ним. Овој венец што се наоѓа тука на споменикот е донесен 1928 година од председателот на Франција, тога е првиот председател Пол Ерио. Тога се славеше првата 10 годишнина. А јас бев тога и Калфа кај Манахи, овој венец со апаратите го носев на Точако, прво ја посетуваме земјоделско училиште и после дојдеме го поставиме венецот тука на споменикот. А после тоа сите прослави што се дешаваше, идеа французите за Кајмакчелан, за тука сите ги имам сликано јас, како кај Манахи, така после јас до сега бргу до кај идеа. Колку вишла ова Битола, колку поминала тука. Во Битола нема нација што нема помината за време Првата светска војна. Од кинези, јапонци, алжиријанци, тунузијанци, французи, кинези, италијанци, германци, руси, сите нации што има поминат тука. Сенегалци црни со обетки тука на муцката, резани тука во лицето. 3 години траеше војната. Тука има погинато 42.000 жртви има, а на добро поле има 17.000 жртви. Оваа фотографија, јас сум со Фетфебело и со Магационеро што беше на 19-ти артилеријски пук на 4-та батерија. Тоа е снимано 1917 година кај Манахи. Овие се весници на Савез на борци на Франција, тука бев 12 години, во 13-та така влегов. И бев доброволец на француската армија. Најмладиот војник на Франција сум јас. Не преселија од Битола во Брусник. И во Брусник ми даден конј секој сабајле, со шлемот на глата, со шинелот, со торбите, ми клаве да опасач. Со конја врвев од Брусник, Лавци, од Лавци Смолево, од Смолево Крстор кај Бунаро, од кај Бунаро Крстор Бистрица, од Бистрица Левени и Канино. Канино имаше големи бараки таму и во тие бараките имаше за сите пукој поштар и ќе излезеше војникот со валето
19 пук, 42 пук, 240 пук и така натаму и ни даваја поштани клава во торбите и се враќаме назад. Тога бев кај Џон Фордингам на 18 година. Тумач. Иде овие луѓето што гледаат тука земаа брашно сите и јас седев на столица, сеше тој, месье Мишел, демандеа сет фам турчинки. И јас ано качки се на седе. И ќе си беџан двајца, ќе му че колку душите. Двајца сме душко, двајца. И ќе му напише, ако видеше некоја по испарталена вака така е, ќе му рече Џон Фордингам, напиши за двајца. Такво срце имаше. Сега вака слушај ова интересно ќе кажам. Тој Џон Фордингам, кој си ојде од тука, во Петрова Радин отвори болница една. Тој имаше 80 студенти на фондот на Џон Фордингам се студираа во Београд. И ден денес има постојат миса во тој фонд. Ова што беше ова? Ова е корзото. Како што беше? Ова не скивам што. Што е кажаните? Овде беше киното на браќата Манаки. Прво беше летни биоскоп, го правиме тука во двор, имаше еден балкон во зградата, од балконот беа клани апаратите, примитивни апарати беа со рака вртени, два апарати имаше пате. Чекајте, пате беа апаратите. После, кога тераше годињето само летен биоскоп, после изгради зградата, направиме обичен биоскоп со неми филмови. Меѓу сите тие филмови се даваа, еден ден дојде филмот на Рамона. Рамона беше нем филм, и јас сакав да го синхронизирам као апаратер што кажам, изедов едно радио и грамофонски плочи и плочта на Рамона. И таму свиреше и луѓето се чудеа што е ова нешто Рамона пее песната. И најпосле го изгореме тој радиото. По-касно време, од кога тераме тоа со немиот филм, Манаки после зеде ортаци, направи синхронизиран биоскоп со синхронизирани филмови. Покасно му дадовме на Ристе Зерде под Кирија биоскопо и тога имаше тон апаратури, имаше тон филмови. Со тонте филмови беше тога модерно и така по малце време биоскопо изгоре. Апаратурите беа стари, има беземено од кости чому. Тие беа пате марка, се вртеа со рак, не беа електрични кои се вртеа сега. Филмовите беа стари, изгорени многу и тоа првиот филм што беше го дававме од Наполеон Бонапарт. Бидејќи немаше лепило, тие се кинеа многу, имав шпенадли наредено тука многу и ги фаќаме тие филмовите со шпенадли, за да може да продолжи филм понатаму. Арама публиката реагираше, пошто на платното излегваше час сликата горе, час без гледај, час и луѓето вика: Манаки, дај парите назад, дај ми парите назад, ќе се земиш белата. И извадал песна: парите назад, парите назад. И што беше на крајот најглавно, до 1928 година, кога фатите ја кризата, паднаме во тако, кога падна биоскопо, паднаме во таква криза што немаме леп да еме. А бевме поврзани, татко ми имаше подписано меници на Манаки, Манаки може подписано на ова и така бе принудан и јас кога достанам 13 години гањам и му исплатив околу 250.000 динари тогашни пари. Од 1922 до 1925 дори го сватих занато убаво. Тога сликаше Манаки до 25 година. Тие веќе почна да остарва, не може да не гледа и целата работа ја има примерно јас врз на мене. И така што кога се исплатиме до некаде, кога зедат тие пари хипотекарна банка, исплатив јас да догоди што е мој некако. И тога имаше конкурс во весникот Време, денешна борбаше. Имаше конкурс бараја во војното воздухопловство фотографија, тројца. Од нас се јавија околу 33 души. И јас бев меѓу првите, што ме примија добив прв и прв бев во рангот и бев 8 години во војното воздухопловство во Скопје. До 1941 година. Кога се тури старата Југославија, јас бев принуден да си доам тука, пошто имав куќа и дојдов тука, отворив куќа. Ова фотографија на Свети Наум манастирот е сликана уште 1936 година од авион. Ова исто е Охрид, манастирот Свети Јован Канео. Овие фотографии имам сликана јас тога 1930 година, кога јас бев фотограф
во војното воздухопловство бивша Југославија од 1933 година до 1941 година. Ова е Стреја Мара, како граѓанка сликана, како чупа. А после од оваа фотографија ојде во партизани и таа е сахранита, коски ден е сахранити во на караулата на доктор Рајс. Доктор Рајс, тој беше од Швајцарија, која слушна за Солунскиот фронт и за битола тука дека луѓето страда, немаше лекари, немаше болници и дојде се пријави као волонтер. И кога заврши фронтот 1918 година, доктор Рајс изјави желба, рече, кога ќе умрам, сакам срцето мое да биде сахрането на Кајмакчлан. По војната снимав сите фабрики што се градеа, сите задруги се формираа во 1946 година. После тоа, првомајската парада на Корзов што беше, учествуваше акцијата на Црна река, калемењето во Мориво, во Пелагонија, кога дојде првиот трактор, има и фотографии, за тоа може да се докаже. Сите случаи што се дешава во Битола, без мене не се правише ништо. И за сето тоа се снимани и мојата документација, се целиот материјал е даен во музеот. Снимки има околу 50.000 парчина, филмови. Сега нема да заборава, ова ќе остани вечно. Мене ќе ме нема, печта ќе остане кај во музеот. Дали вистина сум јас тој. Таков амбиент човек сум. А сликата остана вечно. Сликата остана вечно. Човекот ќе умри, фотографиите си остана за цел век. Овој портрет на Милтон Манахи е интересантна работа. Пред дој на болница осеќаваше тој дека е тешко болен, имаше шеќерна болест и сам си клаваше инјекции. Арно кога виде дека не помага инјекциите, едно сабајле во 8 сато ми иде наоѓан кај мене, ми вели се врти што правиш, како си, ми вели Миха, нешто не урачи. Јас рече не ми арно, дали ќе сакаш да ме носиш на болница. Арно пред да тргнеме ми текна во видов така човекот пропаднат, беше опаднат многу и станам еден селека направена слика да има еден портрет од тебе за спомен, као и мајстор и девер дека ми си. И немаш алише, убе, изадов моите алише, му клав кошула, кравата и го сликав таму и го носев на болница. На болница лежа доста време, неколку месеци. И после се врати назад и кога го сликав ми останаа овие двете фотографии, она со камерата и два портрети овој вака што се. Кога гледам мајсторот мој, ме враќаат на 50 години назад. А чим ќе видиш фотографијата, се подсетваш на животот што ја имаш поминато. А сликата остана вечно. Сликата остана вечно. Јас имам сликано прв, као дете мало, од 5 години, игра во дворот со други дечиња дома кај нас и тој мајка ми има сашиено една фастанче ново и како вика ќецелена така со буфки тука и ми проба едни нови чели татко имаш денесен од Кундраџија. Тоа беше првата слика. Во моментот кога сликаше тој сликарот се чуде, се велев што е ова нешто, што ќе ми право и мислев оти не интересантна работа, нема видено во животот као дете мало. И после тој сликаро ќе викаше пилето, гледај тука ќе се опулеме во апаратот за да може да не слика. А после пак кога видов тоа беше навика, јас се научив од нив. И кога ќе дојше некој мушера со деца мали фамилиарно да слика, јас ќе му сторя цр пилето ќе се опуле и вршев снимањето.
на портата кај гробишата грчки запрени имаше еден круг голем колку 2 метра на 2, може и поќе. Со големи букви, тоа кај вака од плех направени, грчки букви, и пишеше: тоа што сте вие, бевме и ние. Тоа што сме ние, ќе бидете и вие.